Ви благодарам. Јас имам денеска да поставам 3 пратенички прашања, од кои што 2 се однесуваат на министерката за култура и едно на министерот за образование и наука. Првото прашање се однесува на министерката, почитувана министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска. Вие бевте член на меѓуресорната работна група за туризам, култура, наука и образование, млади и спорт, како дел од преговорите помеѓу Македонија и Бугарија. И врз основа на вашата работа, како работна група, се донесени заклучоци и чекори и се превземени обврски, кои се дел од непромислено подпишаниот протокол од вториот состанок на заедничката меѓувладина комисија помеѓу Република Македонија и Република Бугарија. Во третата точка од протоколот на страна 18 во темата говор на омраза се вели: двете држави да гарантираат дека државното финансирање на нови книги, документарни изданија и списанија, филмови и друга уметничка продукција, како и на споменици на културата и прослави, ќе се реализира во духот на договорот за пријателство, добрососедство и соработка, и во овој контекст секој субјект, внимавајте, финансиран од државата ќе потврди преку јасна и обврзувачка изјава дека ќе го следи со неопходното внимание прашањето за неприфаќање на сите форми на говор на омраза и непочитувањето на оваа должност ќе представува основа за прекин на понатамошното државно финансирање на ваквиот субјект. Нешто слично беше и со Преспанскиот договор. Понатаму на страна 20 од истиот документ се вели: Република Македонија ќе преземе мерки со кои ќе осигура ефективен пристап до еднакви права, заштита од дискриминација и заштита на културата и идентитетот на бугарската заедница во Република Македонија. Наведени се неколку точки, од кои што јас ќе ги прочитам само првите 2. Постигнување на одржливи резултати за превенција и реакција против појавите на јазик на омраза против бугарите во Република Македонија и во јавниот простор во Република Македонија. Втората точка, постигнување на одржливи резултати во превенцијата, истрагата и гонењето кај кривични дела од омраза, појава на јазик на омраза и дискриминација против бугарите во Република Македонија. Министерка, дали кога се согласивте за содржината на протоколот во делот на културата, помисливте на реперкусиите на превземените обврски врз градењето, негувањето и промоцијата на македонската национална култура, односно дали сте свесни дека уметникот и уметноста се неопходно и најекспресивно средство при градењето на културниот идентитет и културната меморија? Дали сте свесни дека со овие така наречени мерки, вие, министерке, сте се согласиле на одредена цензура во творењето? И дали нашите уметници сега ќе треба да се вратат и да творат во илегала, како на почетокот на 20 век, а сите дела создадени во изминативе 80 години, кои се однесуваат на така наречените спорни историски периоди во наводници, ќе бидат ставени во бункер и заборавени, односно забранети. Во тој контекст јас ќе ве потсетам на филмовите Волчиња ног, До победата и по неа, Истрел, Јазол, македонскиот дел од Пеколот, Трето полувреме, Ослободувањето на Скопје и многу други, кои што се однесуваат токму на овие спорни периоди, или пак по-ново ќе треба да се менува содржината, например, на антологиската опера од Кирил Македонски цар Самуил, па и Гоце. Јас поставив неколку прашања во ова, меѓутоа ќе ги сублимирам во едно. Министерка, што точно значи говор на омраза кон бугарската заедница во некој конкретен случај, да ми кажете? Еве, например, во некој филм или книга, кој што ќе ги опишува случувањата во Втората светска војна, или пак ќе ги опишува моменталните случувања. Дали и како тоа од ваша страна ќе биде перцепирано и дали ќе биде прогласено за говор на омраза? Второто прашање се однесува повторно на вас, почитувана министерке. Ве следам, вие постојано на сите патувања каде што одите и состаноци кои што ги имате во Европа и во светот, во изминативе 6 месеци зборувате дека културното наследство е најважно и дека од императивно значење неговата промоција и интеграција и дека е основа за соживот. Меѓутоа, прочитувана министерка, ние го гледаме тоа во Македонија, особено, еве, давам пример сега за Скопје, за Скопскиот акведут и Скопското кале. Зошто? Бидејќи пред отприлика 1,5 месец имаше реакција од страна на граѓаните, ние сме тука да ги поставуваме прашањата за граѓаните. Например, за Скопскиот акведукт и покрај сите мерки што требаше да се превземат и покрај тоа што лани министерката Ирена Стефовска, го поздравуваме, тоа го впиша Скопскиот акведукт како
културно наследство од особено значење, што претпоставува и заштита од прва категорија, но беше детектирано дека во непосредната близина на столбовите на Скопското кале имаше поставено опрема за моторни трки и да по увидот направен од Националниот конзерваторски центар од Скопје и Управата за заштита на културно наследство. Беше констатирано дека е прекршен законот во однос на заштитата од прв степен, но еве после 1,5 месец немаме никаква реакција. Дополнително исто така имаше цела историја на една од националните телевизии со состојбата на Скопско кале. Јас само ќе потсетам дека во 2016 година вие добивте, Скопско кале беше целосно уреден простор со два музеи, од кои што едниот беше музеј на праисторијата, совршено направен, во кој што се оставени артефактите во периодот од 5 до 3 милениум пред наша ера, милениум, и дополнително имаше уште еден музеј на отоманскиот период со преку 14.000 артефакти подготвени, со уреден простор за одмаралиште, со канти за ѓубре, со се за денеска. Според оно што го видов, мислам дека беше на телевизија Телмасторијата, тој простор е целосно запуштен и оно што е најстрашно, не е пристапен за туристи. Моето прашање е, и се надевам ова ќе биде обврзувачко за вас, да ми кажете кога планирате да ги направите овие два објекти достапни за туристи, па и за едукативни цели со оглед на вредноста на овие два објекти кои што се од времето на 5 век наша ера, па и претходно, можеби и се едни од најважните обележја во Македонија. Третото прашање се однесува на министерот за образование и наука господинот Јетан Шекири и се однесува на одлуката која што е подпишана на 12 јули оваа година сега за измена на наставните планови во основното образование. Моето прашање, министра, е дали беше толку неопходно во најболниот временски период на македонскиот народ, кога буквално се штрајкуваше 13 дена масовно против подпишувањето на францускиот предлог, во кој што една од најспорните точки беше изјавата на потоа се потврди преку изјавата на Бугарија дека не го признава македонскиот јазик, токму во тој момент вие да подпишувате одлука за промена на наставните програми, со што, внимавајте, почитувана македонска јавност, се намалуваат часовите на македонскиот јазик во второ и трето деление од 5 на 4 часа неделно, од 6 на 5 часа неделно, и сметам дека навистина тоа беше непотребно да се случува во овој временски период. Мене ми е јасно дека вие ја спроведувате несрекната концепција на претходната министерка за образование и наука Мила Царовска, која што и покрај јавната расправа одржана на 5 февруари 2021 година, каде сите експертски и релевантни институции кажаа не за ваквиот начин на реформи во образованието. Вие концепцијата знаеме дека е подпишана и покрај тоа што немаше заклучоци изгласани во собранието, но ја спроведувате и дали вие сметате дека токму сега е во најточниот, соодветниот момент за правење на вакви промени во наставните програми, особено што се однесуваат на македонскиот јазик. Јас имам впечаток, почитувани министри и влада, жал ми е што премиерот ја напушти салата, но имаме впечаток дека вие навистина не го слушате својот народ, кој што ви говори постојано дека некои работи не треба да се направат, дека ги избрзувате, и затоа немојте да се љутите кога ве нарекуваат ненародна власт, бидејќи според ова што го гледаме, вие навистина не сте власт која што си го слуша својот народ, туку власт која што си ги слуша странските експерти и душебрижници. Ви благодарам.